Оценувањето на интелигенцијата на граѓаните е можно само во општества во кој нивото на свест е толку ниско што никој повеќе не владее со елементарна логика од која не може да се извлечат неспорни заклучоци за нечие континуирано и очекувано поведение. Секоја најава дека ќе има промени, веднаш партијата, коалициониот партнер вика: Јас, каде ќе кажат мојата партија, таму ќе давам мојот придонес. Заев излага, вика, непотизмот постои, тие излагат веднаш, вика. Тој предмет е завршен, каде што не е утврдено дека има непотизам и конфликт на интереси. Не очекувам никаква сериозна метла. Систематското поигрување со партиска математика, која го рефлектира својот исход на избори, доведува до ситуација во која покрај надминатите јазични бариери. Во реториката на говорниците јасно се отчитува надменост, која не може да биде докажана, но ги отсликува наизглед демантираните очекувања да се одданочи сметката, која никогаш нема да се дознае дали воопшто била дел од прометот. Сметаме дека сме пресудни, одлучувачки фактор во неговата победа и нема што да испорачуваме фактури на нашиот кандидат кој што ги победи овие избори. Раскошот во фрлање чифтиња оди до таму што одговорните за санација на констатираните системски слабости ги оправдуваат неговите очигледни девијации на тој начин што јавно фрлаат анатема врз оние кои не сносат никаква вина, само за да ги замаскираат проблемите кои ги предизвикува нечи туѓ јуристички и оперативен аматеризам. Последните информации од Интерпол на Македонија мисле дека седиштето на Интерпол одбива да ја објави потерницата. Тие се уште вршат некакви испитувања за тоа дали потерницата ги исполнува критериумите за објавувањето на Интерпол. Што значи дека ви имате некоја грешка при преслушувањето на потерницата? Не. Промената на регулативата која им била совршено јасна на оние што се обидуваат да манипулираат со нејзината функционалност, може да транспонира со, например, вонконтекстуално ставање во контекст на изјава во која се зборува за нечија книга, чија содржина е небитна, но дрскоста со која го изигра и натаму се подигрува со системот е можеби и вредна за пролистување. Јас лично немам прочитано, ми ја даде колегата, он ја прочитал, ама нема време стварно. Ова беше, мислам, во понеделникот. Сепак на ништо од сето ова можеби немаше ниту да му посведочиме доколку авторот ги услишал советите на своите пријатели кои своевремено му препорачувале навреме да си го расчисти терен. Јас еднаш, тогаш во 2016, малку подоцна, директно му кажав на Груевски, таа работа мораше да ја завршиш. Директно. И тој. Јас вика, не ми паѓа на памет, тоа се негови зборови точно, не ми паѓа на памет, сега кога не ти паѓа, ќе бегаш во Маđарска и така. И на крајот, кога токму нивните остри новинарски жилети ќе почнат да бричат и да подстрижуваат. Прво Пендаровски, ако му кажете Република Македонија, му се крева косата. Така на Бербер го мотивираат за подобро. Да. Маđарска нема море, ама во Македонија има своја медиумска морнарица, која никако не успева да исплива од дното.